да почнем. Навистина е пријатно чувството да бидеме вака заедно хуманисти, карводарители и нината подмлаткарите, кои што сигурно голем дел од нив се дивни карводарители. Немам намера во оваа прилика да читам реферати, само сакам навистина да срдечно да ве поздравам. Сите вас карводарители, голем дел од вас овде денеска ќе бидете добитници на признанија за дарена крв. Да кажам дека оваа годинешна прослава се сопаѓа со големиот юбилеј од 50 години од формирањето на Црвениот крст на Македонија, која што и во Струга ќе има свечена седница се организирана во текот на мај и повторно ќе бидете поканети. Да ви посакам пријатно да се чувствувате во друштво со подмлаткарите од Јосип Брз Тито, кои што ќе излезат своја програма. И само да ви кажам дека оваа година, мораме тоа да го кажеме, после неколку години не успеавме да го изпълним планот за крводарителство. Најверојатно тоа се должи на причини кои што се случуваат во државава, стечаи и така натаму. Меѓутоа се надеваме дека со ваша помош и со помош на други оваа година ќе го изпълниме планот. Општинскиот одбор на Црвениот крст на општина Струга, поштено ви посакам добре дојде и пријатно се С оглед председникот на собранието на општина Струга е отсаден, па во името на собранието на општина Струга јас ви поздравив готово активистите. Драги активисти и крводарители, вработени во Црвениот крст. Од името на собранието на општина Струга и од мое лично име ви го честитам денот на крводарителството и ви пожелувам плодна работа на вашата активност во полза на хуманоста и човечката солидарност. Драги присутни и драги ученици, во организација соработка со Општинскиот одбор на Црвениот крст Струга по повод 17 март, денот на крводарителството и 50 годишнината од работата на Црвениот крст на Република Македонија, ние учениците од Основното училиште Јосип Брз Тито Струга ќе исполниме културно-уметничка програма посветена на овие денови. По овој повод ја честитаме свеченоста посветена на овие денови на сите работници од Општинската организација на Црвениот крст Струга, како и на сите крводарители на нашата општина и на сите други присутни на оваа сеча. Зборот и оркестрот ќе исполнат песната И татковина од Ванчо Димитров.
от моя татка, че рецитира Балюковска Мария от 8 малко. Беречете и сам. Вчера татко ми доби златна медалja što dade Krt u našата улица, to je Krt. A Krt od moja tatko je spasi jedna majka sa šridečina Mariji. Jedna druga majka kola što je zgradi, jedna deveće malo, ruta kuca i nježna stara. Pa ajde, rečete, kotelj pa dati se stara. Хорът и оркестърът приемиха на песна, посвечена песна за Кирил Метод и от Кирил Македович. Здраве, Заби. Има много здрави Заби, веселична Бели. Кой ги видел, те се чуди, чисти Бели. На Забите много паза, строго водосмитка. Всеки ден ги миям, чистам с паста и четка. Вечер, утро, добро вада, да не ми е тежко, за да немам после булки и да ми е шешко. Която ни уста плакна, Забите ги миям. И никога шладна, водичка не пия. Оречня, лешничня, то не пия снекаша, što je dobro i polezno, Zabite vršam. Zato imam Zabi веселична Бели. Кой ги видел, се чуди, što са здрави Бели. Стихотворбата Дедо и Вучек я рецитира Максима Скавиля на 7 август. Дедото и внучето. Ajde, Dedo, kaži zašto силен си и здрав, Заби имаш како бисер, одно ти е прав, што ме прашаш, мило внуче, ќе ти кажам пак, светло сонце пресен воздух ме правиле јак. Многу вежбав и работев, уште како мал, и никогаш не играв со прах и со кал. Скатаутро раце лице, со сапун сум миел, тутур вино и ракија, внуче сум.
равни на екрана на маката. Суткина. Сите зборе тоа. Ја врвиме рамнината вија сајчи. Лево и десно за улицата само крстови. Чии коски отемнуваа, си рекол, ама трча. Тодор че ми стои во пазувата како да е во лука. И одеднаш, како град врз нашите глави, 5 авиони како да демнеле ниско, ниско со рака да ги допреш. Извира ура. Вика борците пак да станеме. Сега трчавме на кашумата колку нозе не држа. После на стасот до камено. Срцето силно ми чукаше. Нешто лептиво ме жедаше пред пазувата. Ми се измокнало тулето, си рекол. Вика борците радосни дека сме се тулиле, дека ниту еден не е погледал. Видов очите на жените само во ме регастани. Чекор по чекор ми се приближуваа, грлото ми се суши. Чиниш, алкав ми пратот сака да ми стана. Гледам какъв поскутор ми се цели. Ки отворам му во очите. Дай ми го изгоро, вели овчевника. Таксират се снајде. Каков таксират се тргнав насцена, удрив по колената, во отповитко од очика и што дадам. Зрешетено од целото. А топло, како да е живо. Гледам црвен конец од устото му вися очињата од превртене. Не ти го давам, Тодорче е мој. Тодорче, зарем него да го погодат а мене да ме одминат. Па, како ќе му кажам на мојот љубе? А тој маченикот толку години се бори за сите деца и за сите мајки со убав живот да го овенча. Не го погребаа Тодорчета на сончево студено дрво. Не го влекоа на рака преку синерот и сите ми кажуваа по некој друг збор, а јас зашто го гледав и ги слушам. Борецот што ги кутули децата од водата, ми ја стегна раката и ми рече: не плачи, мајко Кутуриченко. 2 сина си погребав, жена ми загина боречи се, па ете, жив си. Само тоа го паметам, само тоа и... Хорот и оркестрот ќе исполнат песните Служи за сите од Јане Коджабаш.
За 5, 10 и 25 пати дарена по одлуката ти ја прочита секретарот на Општинската по населено крстување. Одлука за дадување на признание на повеќе крвни дарители на крв за 1994 година. Со значка за 25 пати дадена крв се наградува Имеровска Петија од Струга. Петија не можеше да дојде, незиниот татко е тука. Така, добро. Наце Ванчо од Струга, да. Добро. Значи во другите, јас сам да разберам. Наце Ванчо. Чиковски Благо. Со значка за 10 пати дадена крв, Танасковски Зоран од Ево Струга. Јанковски Драгоја од Браништа. Бакрачевски Ристе од Радожда. Шулевски Крсте од Стружанка. Од Стружанка има ли некој друг? Ајде, садите се најдеја. Отиде? Кицевски Владимир од Емо Струга. Јовановски Горан од фабриката Стружанка. Да. Мацевски Горан од Браништа. Ојлеска Нада од Ослајца. Илиев Анđел од Нова Рестрга. Огненовски Зоран од Стружанка. Аризановски Ѓорѓи, честито. Аризановски Ѓорѓи од Струга. Асани Џебаев од Единство Струга. Радевски Глигор, Кратете. Митровски Стојан од Новара. Мојсовски Нацко. Мало Зенула од Радолишта. Купа Али од Велешта. Јовчевска Петра од Емоструга.
Главочица, ке Главочица. Чавковски Милутин од МВР Струга. Наумовски Љупчо од МВР Струга. Миодраг Бичек од Струга. Николовска Весна. Ковачевска Румена од Водовод. Ранишковски Саво. Тарчевски Ѓоков. Ранишковски Саво. Тарчевски Ѓоков. Негриевски Јован. Усеновска Джеврија. Татви не звучите, честито. Лигоровски Божин. Миладиновски Јоне. Петреска Богда, Служанка. Миладиновски Боро, исто од Служанка. Мацевски Боге. Мацевски Боге. Многу пати дарување на крв и поверете ми се. Започнеме ова денешна Некој дека сте биле открити тоа. Ја можам да Почнавме, а вас ќе чекаме. Да. Градоначалниче? Кај сме вле, тука планираме. Ево, председателот на собрание ни направи посебна чест, стигна во да ни ја увеличи ова активност во манифестационен карактер, со која го обележуваме денот на крводарителството, една дејност, активност која што секого треба да го плени и по тој повод е ова средба свечена на која планираме да ги доделиме признанијата за над 5 и над 10 пати дарувања, доброволни дарувања на крв. Предлагаме неколку збора, така да ви кажеме за активностите на што организацијата на Црвениот крст во рамките на таа организација и нашава општинска организација на Црвениот крст и уметничката група при училиштето Јосип Броз Тито покажа желба посебно за гостите и за крводарителите да направи еден краток концерт, музички, културно-уметнички програм. А ако ми дозволите да ви се обратам како со неколку зборови врска со активностите и ако може да сега за Црвениот крст човек од секогаш бил на голема вредност, а грижата за неговиот среќен живот највисока и единствена цел. Со оглед на тоа што минуваме низ многу бурен период на општествено-политичка преобразба
не е тоа само да ги приеме нашите пропусти, меѓутоа е факт дека е состојба на сите елитарна транзиција. Не е ни најмалку случајно што Црвениот крст целосно е ангажиран за подобрување на општите и животни услови на населението. Вратите на наша организација се секогаш отворени, шири за сите оние што сакаат да помогнат и што бараат помош. Други преку нас или што бараат помош за нив. Ние сме организација на народот и ако сакаме да му служиме токму на тој народ, ќе мораме да ги следиме неговите потреби. Поаѓајќи од тоа што претходно така го кажав за општинската организација, целосно се ангажираме во прибирање на голем број активисти, волонтери, преку кои и со помош на кои ги реализираме нашите програмски задачи. Сакам накратко да ве подсетам на основните задачи на наша организација. Тоа е пред се да ги организира, да ги потикнува и оспособува граѓаните за чување и унапредување на нивното здравје и условите за живот, медицинска прва помош, гледање на болни и повредени во домашни услови, чување и унапредување на човековата средина и борба против заразните заболувања, борба против низа други хронични заболувања кои што во секое општество и во поразвиените општества, а посебно во посиромашните представуваат голем проблем и социјален и економски, такви се шеќерната болест, срцево-садовите заболувања, ракот, туберкулозата, белодробните заболувања, како и некои понови, меѓутоа по прогнозите многу потешки заболувања како што се сидата. Здравствената заштита е исто така една од областите каде што преку активностите на Црвениот крст се допринесува за нејзино унапредување, намалувањето на детската смртност преку едукативни, преку воспитни акции, исто така е област во која што Црвениот крст делува. Планирањето на семејството е исто така една од активностите на нашата организација. Црвениот крст учествува во решавањето на социјални проблеми во општината, онолку колку што овозможуваат нашите материјални можности и организира меѓусебно помагање на граѓаните во духов на хуманоста и солидарност. Ја развива и унапредува доброволната социјална работа, ги отстранува и санира причините на определени социјални пројави и проблеми со особено на оние категории на граѓани на кои е потребна определена грижа и заштита. Работи на воспитување на граѓаните, особено децата и младината во духот на хуманоста и солидарност. Учествува во организирање и давање на социјална и здравствена помош на граѓаните во случај на масовни елементарни несреќи, епидемии, поголеми катастрофи и војна. Примери за оваа активност во последните години многу. Да го споменеме само она што се случуваше во бившите. Целиот овој список на активности е непополн ако не се спомне нашата активност во развојот, унапредување и помасовување на крводарителството врз принципите на доброволност, анонимност и бесплатност. Како еден од носителите на активностите во развојот и унапредувањето на крводарителството, Црвениот крст ги има утврдено своите обврски задачи и системски и континуирано превзема низа активности за нивна реализација. Тргнувајќи од фактот дека крвта е незаменлив лек во лекувањето на болните и повредените, кои има потреба од неа, Општинската организација посебно годинава беше ангажирана
во развивањето и омасовувањето на крводарителството. Резултатите на ова поле во последните години не се на задоволително ниво, бараат поголем ангажман од страна на сите фактори во општината и пошироко. Према планот на Македонскиот Црвен крст, Струга во 1996 година требаше да обезбеди 1806 шишиња крв, а во текот на годината обезбедени се 1068 шишиња крв преку станицата за трансфузија при медицински центар Струга, станицата, односно кабинетот за трансфузија при Заводот за нефрологија и дијализа и преку организирани акции во повеќе организации во центар Николе. Према искажаната бројка, планот за 96-та е остварен само со 6% од планираното. Меѓутоа, пројава оптимизам фактор што во минатата година остварен е еден резултат кој што е некаде за добри 50% повисок од претходната. Е тренд на покачување на крводарителството и тоа не охрабрува и мислиме дека планот за наредната година, кој што со оглед и на трансформациите што ги донесе локалната самоуправа е нешто изменет, дека ќе можеме со максимално ангажирање да го оствариме. Ова година се надеваме дека зацртаните плански задачи и во областа на крводарителството со оглед на ова што го спомена ќе ги оствариме. Почитувани крводарители, почитувани гости, дозволете од името на Општинска организација на Црвениот крст на сите крводарители уште еднаш да им го честитам празникот и да им пожелам многу успеси во животот и работата, а пред се добро здравје. Дозволите ми да со одлуката на Општинската организација решивме да оние што прв пат надминале бројот на преводарувања 5 и 10, да им доделиме благодарници и ја користам оваа прилика да им ги предадеме. Молам се да прочита. На последната седница на извршниот одбор на Црвениот крст на наша организација, одржана на ден 26.2, ја донесе следната одлука за доделување на признание на повеќе кратни дарители на крв за 96 година. Со значка за 10 пати дадена крв, за Тараковски Митко, Грчевски Стефан, Манговски Милчо, Туфекчи Исније, Салковски Мухамед, Ѓорѓиевски Цвете, Мицев Ацо, Даскаловски Томе, Ајров Лямур, Хјохи Силвана, Цановски Селиман, Матевски Мате, Манговски Зоран, Дејковски Јанкула, Парталовски Сандре, Љутишовски Изет и Карамитрески Васко. Со значка за 5 пати дадена крв, Глигоровски Божин, Ѓорески Соколе, Цановски Кујтим, Марковски Перо, Ристевска Неда, Николовски Благоја, Купа Сефер, Дурацовски Петре, Исмаиловска Макфирет, Мечкаровски Симон, Салковски Ферит, Петрески Владо, Костовски Милан, Лабовски Златој, Абазовски Ментор, Трајановски Ванчо, Ашталковска Милка, Волина Влазнин, Мартиновска Јелена, Великически Андон, Фератовски Азис, Тафиловски Мухамед, Стојановски Раде, Скрчевски Јован, Чулупановски Ангеле, Цановски Ментор и Милески Ламбе. Меѓу нас денеска 60 пати задарувана крв, вие го познавате сите Климе Чакар, меѓутоа моментално човекот не е баш најдобар со здравјето, се наоѓа во болница. Предлагам денеска една телеграма од нашава свечена седница Собир да му испратиме и една голема благодарност за неговата хуманост за 60 пати. Да ги доделиме благодарниците за Тараковски Митко. Грчевски Стефан.
Мангоски Милчо. Мангоски Милчо. Туфекчи Исния, честито. Туфекчи Исния. Салковски Мухамед. Не е тук. Ѓорѓиевски Цвете. Мице Фацо. Мице Фацо. Даскаловски Томе. Ајро Фламу. Ајро Фламу. Хиоки Силвана. Цановски Селман. Докторот. Катерине. Матески Мате. Мангоски Зоран. Мангоски Зоран. Дејковски Јанкова. Парталовски Сандре. Јутишовски Изет. И Карамитрески Васко. Глигоровски Божин. Ѓоревски Соколе. Сановски Кујтин. Марковски Перов. Ристеска Неда. Николовски Благоја. Купа Сефер. Дурацовски Петре. Исмаиловска Макфирет. Мечкаровски Симон. Салковски Ферит. Петрески Владо. Костовски Милан. Владо? Ладовски Злате. Злате Ладовски. Абазовски Ментор. Трајановски Ванчо. Ашталковска Милка. Ашталковска Милка. Волина Влазним. Мартиновска Јелена. Великически Андон. Тератовски Азис. Тафиловски Мухамед. Доктор Стојановски Раде. Комшијани. Скрчевски Јован.
Цановски ментор. И Милески Ламбер. Милеска Јалица. Где е тој Ламбер? Честитам. Милеска Јалица да е. Милески Ламбер. Тоа беа признанията, а сега, како што ги најавивме, од нашите подлаткари од училиштето Јосип Брз Тито, една мала програма. Да ја проследиме сите. Нашите најмлади членови на Црвениот крст. Утрашните училишта ќе настават седмице. Текстот Дарителка на крст од Жорж Дијавел, ќе го прочита ученичката Николина Тиловска од 8 одделение. Дарителка на крв од Жорж Дијавел. Побарахме дарител, а ни се јави една млада, нежна девојка. Вените се јасно оцртани, а има О крвна група. Така ќе добиеме крв од младата девојка, само кога би можеле да му пренесеме на болниот делче од незините очи кои зрачат прекрасен сјај, делче од незината насмевка, а повеќе од се делче од незината хумана и широка душа. Девојката легна покрај нашата болна, а рацете се скрстени. Медицинското лице си ја врши својата работа. Девојката даде 300 кубни сантиметри крв. Потоа дарителката рече: "И пак вие мене ќе ме побарате. Јас сум наставничка, а сега имаме распуст. Слободна сум како птица на гранка. И нека не ве плаши мојот изглед. Јас сум многу здрава. Колку би се радувала да спасам уште некој живот. Си отиди низ дрворедот покрај капелата. Колку имаше живот во тоа неизино одење, колку беше среќна што даде дел од себе си. Тој ден, право да речам, светот ми се биде поубав, побогат, поосмислен. А тебе благодарам, мала и убава дарителке. Благодарам. На хармоника ќе настапи Котески Борче, ученик во трето одделение со фалцет од Албин Фахи. Поступано и гајда.
ученичката Светлана Пентовска од 8 одделение. Очи од Ато Шопов. 3 дена нараците носи презбрана, со тага и болка на погледот срчен. И секоја капка на твојата рана, по крвава жар ти капеше в срце. Другарите беа и морни и гладни, со згорени грла и свиени плечи. Со таа бол се впила во очите ладни и жалеа од не кеплам над веќе. Но јас знаев оти пак ке виднат жарот. И борците под нив ке цветаат и раснат, студените утра ке греат ко сонце и никога нема да стинат и згаснат. Последната вечер планинското село. Те борците беа со дрипава дреја, со пликови жешки, на стапола тешки и смрштени чела, загасени, мразни, по нивните пушки, укочени, празни, и нечујно глубоко здушена река се точеше шепот од убо до убо. Утре, друже, взори, страшен бој не чека, а ние сме малки, со неколку души. И колку игла ти пробуде уши, ти растре се снага и размилска тага, со луњени очи, широки волни и различен ноќ раздивените молни. Ко тогај, о, другар, го помниш, смрзнатата вечерна пролетна рана, е нашата младост, првата радост, ја косеше лудо по шумата слана, а ти чело брчка, од тигрица ритна, приетна во ноќна крвава и зрна. Твоите очи, чуга, пламен, и расток час, ученичните зрна. После последната вечер, ти пеја борци со орната жолчна и видов, о, видов, кога почна, развихреа сите со својата сила, клерени брзи и лесни под птица. А твоите очи се искреа гневно, нивните потки разпали птица. 3 дена нараците носиш избрана, со тага и болка во погледот срчен. И секоја капка во твојата рана, по крвава жар, ни капеше в срце. На хармонијата ќе настапи ученикот Кире Таниски, 3-то одделение со орото Чучук и Велгошко. Променев дизелите со алишта иски, ги хранев, поделев со нив мојот бел. Израснаа тие копирински боја, со својата скромност прикажани в град. Се радував сестро ко румена зора, а срцето мое не знаеше јад. Но памета муште, ноќ, кичерот звезди на градчето заспа и последен лај на кучиња негде во длабина запре, а цветаше пролет, месец мај.
Ги чекав дур зората пукна, но децата сестро не дојдоа в дом. Сон осетив некој на вратата чукнат и пребега часку низ двор крадешку. По стрелната скокнав и истрчав дворот, но не видов нигде никого трак. А кога се враќав, премалена скоро, ја догледав писмо до стариот брат. Го отворив сестро и прочитав само 3-4 збора напишани. Тргнуваме в гора, во борба, о, мамо, да огрее сонце на целиот свет. Јас наведнав глава, се потопи в мисли. Тамиле, Коластар, тој толку е млад. Ацена, понежна од цвете, а диме и паднав ме задуши рад. Знам, настана есен. И одрони ветер последните лисија на стариот дав. Во мажливо утро распишмен се доби и на него печат партизански штаб. Во писмото: мајко, ти роди 3 борци, но паднаа в борба со врагот народе. Ти одгледа, мајко, 3 пламени творци на новиот човек и светлиот ден. Ќе настапи на хармоника со орото повратено.
училище Йосиф Брз Тито, Струга и подрачните училища, ще нас почитат денот на кръводарителите. Благодаря. Музички виртуози, како што видовте, што не разнежија и разбудија нашите музички и емоционални чувства. И на видните професори и воспитувачи за трудот и за чест. Заповедайте, послужете се. Немојте да се срамите да речете да се крстни до собствени Плавно. Женско или мъжко? Машко. Газа не е да не е Той е брат му. Брат твой? Пред се да присутствувате во ово обележување на денот на црквена крст и неделата војна. Имате во препреди присудите на Црквена полумесечина, кои се неколку и имате во препреди непристрасноста, да ги се присутствувате во сите гласи. Io validation se che ne ha fatto andare in diretto да се запознаеме со активностите и задачите и значењето на Црвен крст и Црвената полумесечина, која како организација невладина го покрива целиот свет од сите меридијани на светот. И истата организација делува во аспект на хуманоста, солидарноста, непристрасноста и независна е во својата